Почитувани колеги советници, почитувани гости, согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10 од 2005 година, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола денес 11.3.2025 година со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Одлука за приклучување на објектите од областа на заштита на децата како составен дел на јавната општинска установа Детска градинка Мајски цвет Битола и точка 2. Годишен извештај за работа за 2024 година на општинската јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола. Дали сме согласни за денешниот дневен ред? Согласни сме и продолжуваме на точките од дневниот ред. Точка 1. Одлука за приклучување на објектите од областа на заштита на децата како составен дел на јавната општинска установа Детска градинка Мајски цвет Битола. Имаме тука представник од градинката Мајски цвет и ја поканувам директорката или друго лице да даде кратко објаснување. Повелете. Значи, по барање на двете градинки, односно управниот одбор на двете установи, Естре Овадија Мара и Мајски цвет, стигна до општина Битола и до вас, до сите советници. Значи, се бара да се направи промена на одлуката која што претходно беше донесена од страна на Советот на општина Битола. Значи, двата објекти, тоа се првиот објект на улица Димче Лашчански, кој што во моментот се гради градинка во капацитетот за згрижување на 150 деца, инвеститор е Министерството заедно со донаторот Светска банка, како и веќе адаптираниот објект на домот за доенчиња со капацитет за згрижување на 80 деца, заради самата географска местоположба на објектите со цел поголемо нивно и подобро функционирање и поврзано со управата на установата да се приклучат да бидат составен дел на јавната општинска установа Детска градинка Мајски цвет Битола. Со тоа што значи со оваа одлука кога би се донела би престанала важноста на претходно донесената одлука која што беше донесена на 2.10.2023 година. Како што стои во самата одлука од управниот одбор на двете градинки, сето ова поради самата географска положба на објектите, со цел подобро функционирање, а и знаете и самата листа на чекање на деца, така да малку е нелогично деца кои што чекаат од долниот дел на градот да се испраќаат да бидат згрижени во градинки во Нова Битола. Така да затоа се бара, значи по нивно барање се доставува ова одлука до Советот. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Повелете, колешке. Добар ден, почитувани. Во материјалите видовме дека е наведена причина географската положба за припојување на овие два објекти. Ја добивме листата на чекање на децата за Мајски цвет. Бараме да добиеме и листа од директорката на Естре Овадија Мара колку деца чекаат во таа градинка. Колку деца се на листа на чекање. Ви благодарам. Пуштена е листата, значи 430 или 445, значи ја добивте, тука треба да е веќе испратена, на мејл испратена на Совет. До Совет, така ни рекоа, ние прашавме, пошто вчера немавме ние присутни. Добро, благодарам. Значи, други прашања? Повелете. Директорката на Естре Овадија Мара. Кажете. Кои градинки, освен во Битола, ги покрива вашата организација? Битола градот, велам, мислам на градот. Во централното градско подрачје имаме 3, значи централната Пролет, Снегулка позади уредот што ни е и во Карпош Вангел Мајора. Имаме во населбите, во Стрелиште имаме градинка, во Буковски ливади имаме градинка и имаме 4 градинки во, така да речам, во рурални средини, тоа е Долно Ризари, во Кравари, Кукуречани и Бистрица. Тие се 9 клонови си. Не е 5. Со се населбите. Буковски ливади и Стрелиште. Со се населбите. Кукуречани и Кравари е подалеку од домот за доенчиња и градинката на Димче Лашчански?
Мислите од централната градинка? Да. А добро, ама тие се отварани во други просторни услови и како во рурални средини. Не можеме, мислам, да имат ист третман. Тие се во други просторни услови, отварани, значи не се не се за градинки, искрено. И нема толку капацитет, тие се поедни група, знаете. Максимум 20 на дечиња. Мислам на далечината, не мислам на објектот, на просторните услови. Дали од централната градинка Естра Вадија Мара, Не знам да ви кажам далече. вие стварно подалеку не знам. Кукуречани и Кравари, односно е подалеку градинката на Димче Лавчански, да, домот Кукуречани за може да е дече. тука негде. Кравари. Да. Да, тоа е причината, и ние не можеме, ние всушност сега кога земиме ова градинка од мајчин дом, треба уште едно возило да обезбедиме, уште еден возач да обезбедиме и да се готви, да и стручната служба да се разнесва. Замислете сега од Кукуречани до мајчин дом. Значи тоа е Ја замислувам, нема, тоа не е причина, значи тоа е начин на организација на работата. Нема од Кукуречани до возилото Трошоците до... не се исти. Трошоците не се исти. Значи, ако одиме, знаете, градинката 1490 времиња, многу дополнителни трошоци ќе се прават. Ние веќе ги правиме, тие се отворени градинки и тука нема што да смениме. А можеме да смениме сега за понатаму. Ме разбирате? Значи, трошоците ќе се зголемат кај нас. Ќе се зголемат трошоците за многу во... Да. А мајчин дом знаете каде е, мислам одма. Да го отворат прозорецот, мајски цвет се гледа. До директорката на Мајски цвет. За колку време ќе ги ставите овие, доколку се поништи одлуката градинки во функција? Така сега. Кога ќе знаеме дека ќе бидат под наша управа, ние веќе ќе започнеме постапка. Ама не, уклучено е. Вака све. Клучен мојам овде е се многу гласни таму. А поблиску, добро. А не се. Ме слушате? Да? Добро. Кога ќе добиеме градинките, ние ќе започнеме функционална анализа, значи треба да се направи анализа колку вработување ќе треба да се обезбедат за самата градинка, да се смени систематизацијата и мислам дека тоа ќе биде најдолгиот период за што ќе треба да се помини за да ние отвориме градинката. Од прилика месец до 2 би требало време за да се коригира целата работа, затоа што сите измени што ќе се прават се пуштаат до повеќе министерства, очекуваме повратни одговори од нив, па повторно имаме комуникација. Од која ќе се среди тоа, мислам дека согласностите да се испратат и би требало да се започне со работа. Во меѓувреме ние ќе започнеме со опремување на градинката со потребниот инвентар. И сега временски точно колку ќе се одвива таа цела промена на систематизација не можам точно да кажам. Зависи од тоа дали ќе имаме забелешки што ќе треба да ги измениме, па повторно да пуштиме, знаете, сето тоа оди во некоја взаемна комуникација. Вака месец-два не да е оптимистички, преоптимистички. Значи, менување на систематизација 3-4 месеци. Пуштање согласности уште толку. Ве фаќа време на избори, значи по една година ова, од прилика. Некој, од прилика. Добро, се зависи како ќе се одвие, да. Сепак се работи во комуникација со други институции, не можам да предвидам нормално. Така е, нормално не може никој тоа да го прави. Али една година со опремување, еве, запишете 365 дена, ако сгрешам, за 20 ќе сгрешам. Фала многу. Ви благодарам. Сепак од гледање на аспект, еве јас една реченица би кажала дека навистина се блиску новата градинка во мајчиниот дом до градинката Мајски цвети. Греф е навистина да се разносува храна и слично, управата исто тука блиску. Ефикасноста и намалувањето на трошоците се знае дека е многу добро, убаво објасна и представникот од администрација. И мислам дека Советот ќе смогне сили навистина да излезе во пресред од гледање на аспект на намалување на трошоци, управата е тука, службите и слично.
А за чекањето знаеме дека идентичен број има и во едната градинка и во другата. Листата на чекање е таа. Павели, колега? Значи, прво систематизација е направена за градинката. Таа не ве бендисва таа систематизација? Вака, систематизацијата е направена, да, и јас би му ја испратила веднаш на другата установа и за една недела ќе биде комплетна, треба само да се додадат двете установи. Ама директорката ви рече дека сака да ја измени. Молам? Ја слушнате Нема дека да сака се измени, Не, тоа е не, по Ама правилник. директорката рече Не може дека да сакам се да измени. измени. Не, не. Слушнате? Знаете на што мислеше? Зошто Јас- вака Председателке, не мислеше да се може измени. да не ми Ве- значи ве- реплика, извини вака. А вие знаете, ние што ме имаме Извини, меѓу може себе разговарано? председателке. Волам прашања и одговор. Павели, Така. колега? Че имаме ред на некои работи. Директорки ќе ја изменува Така. систематизацијата? Всушност системацијата на градинката морам да изменам и да ја дополнам со вработувањата за новите градинки. На таа систематизација размислев јас. Сега. Кога велите географски председателки е добро. Ова Варама до кај е поблиску бе? До Мајски цвет или до Естрева Вади Амара? Пошто таа пат припаѓа под вас. Арама немаме. Арама нема уште. Имаме одлука донесена, како немаме донесена одлука? Како може да не знаете дека е таа под Мајски цвете? Ова, под Мајски цвете, под вас. Немаше Градинка Па е според мене тогаш треба да се смени. Па што не донесе? Да биде Што не арама, предложи? па ние немаме никаква одлука А оти добиена. не ба... Нема одлука? Ние немаме одлука добиена. Добро, ќе ви ја За покажам на седница. Тогаш таа да ја смениме, објект- нема проблем. Ние гледаме тоа што е пофункционално. Не може ние да Бидејќи сменува- на Бе, 200 метри председателке. оддалечен од Молам, ве мајчин молам. дом. Тој објект е се уште во градба, може би има одлука, не вели. Се во дека градба нема. председателке Ова е и веќе овој готов. кај Климент Охридски и тој е во градба. Колегите дадоа објаснување кој мислам дека е економски аспект, дека на вистина држи вода и во тој аспект разговараме и дискутираме. за Председателке, не држи во вода ова Варама да биде на Естрева Вади ова. Амара? Ама кога ќе е точка тоа на дневен ред, истото ќе го образлагам. Ами, кој ќе е точка на дневен ред? Значи и двете се во градба. Ова е веќе готово и се е при крај за пуштање во функција. А другата градинка во Арама е во градба. Кога ќе се наближат работите за вработување, систематизација и слично, тогаш исто ќе дискутираме ако има потреба. Сега е точка на дневен ред, мајчиниот дом. Добро. Ви благодарам. Други прашања? Павели? Благодарам, председателке. Како што разбрав и проверив сега, значи од практични причини се носи одлуката. Сегашната одлука, доколку се носи, претходната одлука гласеше дека Естрева Вади Амара градинката треба да ги обслужува овие две градинки. Па вака, доколку остани постоечката одлука, од Естрева Вади Амара до градинката која што се гради во Климент Охридски е 4,8 км. Доколку се донесе новата одлука, од Естрева Вади Амара, односно од Мајски цвет, до Климент Охридски 1,6 км, што значи дека растојанието е помало и побрзо може да се обслужува. Во однос на градинката која што се гради во Мајчин дом, раздалеченоста со одлуката која што е претходно донесено е 3,8 км од Естрева Вади Амара, а додека од Мајски цвет раздалеченоста е 450 метри. Затоа мислам дека одлуката е логична и треба да се сложиме сите да ја донесеме. Благодарам. Разговараме на крајот за доброто на сите и за градот и за Ева, како е- вечината. Павели, колега? Ако е за доброто на сите, тој што живее, на пример, во Карпош, така, или во кај Пинал, тука во централно градско подрачје, од таму до Климент Охридски има 2 километри. А ако нема слободно место во Мајски цвет, од тука до Кравари или до Стрелиште има 7 километри. Сега институциите постојат за граѓаните, а не за институциите сами за себе. Децата треба да ги однесат во Стрелиште, како што рекоа, во руралните средини или во населбите, а не во кај што има слободни места. Оти капацитетот на централното градско подрачје му припаѓа на Естрева Вади Амара. Ете затоа што повеќе објекти има горе во Мајски цвет кои што се припаѓаат на горниот дел. А не за институцијата сама за себе
Таа е логиката, а не географски, од кај ќе оди, како ќе оди. Оти тој што живее Руска црква, тој што живее кај сакате, градчето Пејтон, тој што живее во Уредо, ако нема место таму, ќе треба да дојде до стреľиште. Најблиску му е то. Да не зборам кукуречани кравари треба да оди. Или да чека 5 години. Зато се прат листи на чекање. Оти нема објекти, сразмерно расподелени објектите. На двете градинки. Ете, затоа се прави. А не 4 километри, сега геометрики изиграваме и километри и сантиметри ке споредбаме. Бројот на граѓани. Истиот проблем го имаме, ете е колешката тука во делот на образованието. Кај што многу деца сега ќе го имаме со Ѓорги Сугарев. Ни бегат од таму на друго место. А сега не дадоа на суд и донесоа да се вратат децата таму. И од други причини. И сега пак ја повторувам истата грешка. Затоа што сакаме да изиграваме геометрија. Како што слушнавме, и во едната градинка има листа на чекање и во другата и то приближно сличен број. Објектите се по релативна работа, зборуваме за листите на чекање. Во едната имаше 400 и нешто, во другата 500 и нешто. Председателке, вие, ако живеете во... Зборуваме од економски аспект, дека навистина квалитетот на самата градинка може да биде на обслужувањето за децата многу подобар ако е во близина. Ова е таа можност. Тука е управата, тука е храната, транспортот и така натаму и така натаму. И многу битен факт е, според мене, листата на чекање. Ако навистина во едната градинка имаше 120, во другата 500, има простор за дискусија. Овде во двете градинки има приближен број на деца кои чекаат да се сместат. Значи, гледаме од аспект на ефикасност, економичност, решавање на проблемите и слично. Друго е, например, да биде таму, па оди кај директор да има многу проблеми и слично, побарувања и своje мислење да дават и родители и слично. Друго е го зема детето, разговара, а друго е, например, поддалечено. Има можност, близко се навистина и мислам дека ефикасноста на работењето ќе биде многу поголема. Ова е моje мислење, не значи дека треба да се прифати или слично, ама како економист треба да го образложам. Според вас, подобро е институцијата да биде отколку граѓаните. Ни е интересно, така? Исто и за граѓаните. И едната градинка има толку број на чекање на деца за сместување и другата градинка. Тоа го рековме. Тоа е главниот аспект. Значи, зошто се чекаат прашањето? Знаете зошто се чекаат? Оти имате само 4 објекти имате во Централно град. 4. Под Естрео Вади Амара. 4 само. Објектите се релативна работа во однос колку прибира еден објект, колку има капацитет. 100 пати носиме може одлука да има тука 20 или 200. Значи можеме да имаме 20 објекти со по 20 деца, а можеме да имаме еден објект кој собира Председателке, го слушнавте објаснувањето? Во новиот објект има 150 капацитет. 150. А во Снегулка колку има во Снегулка? Во мајчин дом нема 150. За Климент Охридски. Во мајчин дом е друга приказна. Знам колку има и во едната и во другата. Колку собира во Снегулка? Ово дарама сега. Во Снегулка што е кај Уредо. 70-80. Па што збораме разликата? Централно градско подрачје 70, горе имате 150. Не е релативно, туку се знае кој кафе на населението, кај има кој живеат толку, кај живеат таму. Ако направите вие во Кравари од капацитетот 200 луѓе, таму нема да има листа на чекање. Имаме и Кравари. А ви имате, ма таму колку се 20 рековте, така мислам мала е таа. Имаме листа. Значи тоа е разликата. Вие ако направиме градинка негдам во Логоварди со 300 капацитет, а има 30 деца, нормално дека нема да има листа на чекање. Не го решаваме проблемот. Ви благодарам. Други прашања? Повелете, колега. Благодарам, председателки. Имам неколку прашања. Прво прашање ми е колкав е вкупниот капацитет сместувачки кои што го имаат едната и другата градинка, односно сите градинки што спаѓаат под Мајски цвет, а колку под Естрео Вади Амара. Второто прашање ми е, се спомна систематизацијата, па имам прашање дали Естрео Вади Амара има готова систематизација, каде што за овие две градинки кои што сега сака да ги отстапи, веќе му е спремна документацијата за систематизација. Исто така сметам дека образложението кое што го добивме на мейл како советници, мислам дека само наведена географската местоположба не е доволна. Зошто?
бидејќи не ги знаеме финансиските импликации од тоа, бидејќи да, можеби има Естреја Овадија поголеми трошоци за транспорт, ама има дополнителен капацитет од 180 нови дечиња да бидат сместени во тие две нови градинки, так 230, извинете. Тоа значи дека и финансиските импликации кон Естреја Овадија Мара ќе бидат зголемени со тоа што не држи тезата дека ќе треба да купат ново возило, да вработат нови луѓе, бидејќи ќе му бидат зголемени и приходите. Мислам дека поднесеното образложение во трите материјали што ги добивме е многу штуро и за ваква одлука да донесиме е мало образложение само географската местоположба. Ние истиот град е Битола, без разлика дали е Нова Битола или Карпош. За иста општина правиме муавет. Не збораме за Битола и Прилеп, двете се на подрачјето на општина Битола и се во интерес на граѓаните. Сакам прво да ми се одговорат овие три прашања, подоцна ќе имам дополнително прашање. Благодарам. Повелете. Од Естреја Овадија Мара капацитетот ни е 840, значи вкупниот капацитет, не и толку се запишани, а толку и вкупниот капацитет. Значи е исполнет со тоа што негде имаме прекумерно деца, а негде пак нема доволно, како што ви кажав, во Бистрица и така натаму кај што се отворени групи. Тоа е една работа. Систематизацијата е подготвена кај нас, меѓутоа не е усвоена, нигде не е да речам ништо од тоа. Само е, да, може и ете правничката ќе ви каже подобро за систематизацијата. Да, систематизацијата значи е изготвена, но не е никаде пратена, одобрена. Значи само изготвивме, ние разговаравме со правникот од Мајски цвет дека доколку припадне кај нив установата, значи не е проблем во 1-2 дена, ние ќе ја прилагодиме бидејќи се само додаени двата нови објекти и вработени кои следат по правилник и по нормативи. Значи тие само ќе се дополнат и додадат во новата систематизација. Ни нашата не е пуштена, не е ни одобрена ни од Министерство за информатичко, тоест јавна администрација, ни од Министерството наше. Така да тоа систематизацијата е најмал проблем. Бидејќи таа во еден ден јас само можам да ја додатам заедно да ја подготвиме. Тоа воопшто не е проблем. Благодарам. И јас само да... Извинете, прашањето не ми се да одговора. За Мајски цвет и за финансиските импликации анализа дали имат направено. Да. Околу 750 деца имаме. Околу 700, се точна бројка во моментот не можам да кажам, меѓутоа тука негде се движиме, затоа што имаме и запишување и пишувања во моментот од последната бројка што ја имавме испратен. И сега друго прашање во однос на систематизацијата беше, тоа е практично истото што го кажав преге, дека тие измени што ќе треба да се направат, истото ќе треба и ние и тие истата постапка во комуникација со министерствата, испраќање се тоа дека не се направи измената на самата систематизација. Ви благодарам. Околу двете градинки за финансиската анализа пред да се побарува дали е направена финансиска анализа и кои финансиски импликации ќе има ова одлука за едната и за другата градинка. Го слушнавте колегата, ако имате сега Финансиска анализа одговор. мислите во однос на приходите во однос на расходите? Никогаш не можеме да ви кажам со тоа во плюс, заради тоа што трошоците сега се зголемени од кога пораснаа цените. Значи со тие 1490 вервајте дека тешко нешто се покрива. Има значи вишоци од претходните години, а цената е многу мала за Му да ве прашам, блок дотациите по деца ви одат или по други некои блок посместени дотациите не деца? знам, времиња се исти, како ги рачунат од Министерство ги добиваме преку општината, на кој начин ги трансферират, не знам како ги рачунат. Искрено да ви кажам, треба веројатно се гледа и капацитетот и бројот на деца и бројот на вработени, сето тоа треба да се гледа, ама точно како оди таа пресметка не знаеме. Добро, ви благодарам. Повелете, колега. Значи, промената на оваа одлука ја барате врз база на предпоставки дека заради географската местоположба вас не ви се исплаќа да ја обслужувате новите две градинки, без да имате направена финансиска анализа, дали со оваа одлука, ако се префрли одлуката одлука за приклучување на објектите од областа на заштита на децата како составен дел Мајски цвет, ниту Естреја Овадија Мара, ниту Мајски цвет има направена анализа дали може да ги обслужи овие градинки и што би значило како поединечни институции двете и за едната
градинка што ќе изгуби и другата градинка што ќе добие. Само се базирате врз бази на предпоставки и дека е географската местоположба проблем. Да. Извинете, дали може јас да кажам нешто? Сега, например, јас на моите листи на чекање имам дечиња што гравитираат од тој дел од градот. И тие деца сигурно е дека ќе сакаат да бидат запишани во овие градинки затоа што му се блиску. Дали ќе сакаат родителите што гравитираат од долниот дел на градот, дали ќе им одговара воопшто да ги возат, сепак треба некој од Сабајле да стане и да ги донеси тие дечиња. Тука во близина му се и баби и дедовци. Некако во однос на да направиме нешто да биде добро за децата што се на листата, родителите што се на листата на чекање. Сепак ми се чини дека тие што се на наша листа чекање многу побрзо ќе можат и да ги користат услугите отколку тие што се во долниот дел од градот, зашто не можеме да знаеме дали ќе можат да ги користат воопшто тие услуги. Сепак превозот не е едноставна работа, од Сабајле во зима да го земиш детето, да го носиш и да го земаш пак од едниот до другиот дел на градот. Единствено заради таа работа ние би се решиле да ги добиеме тие две градинки, затоа што вистински заинтересираните корисници се гравитираат на нашето подрачје и се наоѓаат на нашите листи на чекање. Ви благодарам. Други прашања? Извинете, ако слушнав директорке, рековте дека мајски цвет, пред малку ко рековте дека ќе ја доврши градинката, така тоа што треба. Не знаете кога прашуваше кога ќе се отвори дека мајски цвет. Да. Од вашата сметка за самофинансирање или како ќе ја завршите? Од нашите сметка, да. Веројатно сега ќе видиме, можеби ќе се пушти някоја донација од министерството, меѓутоа можеме да го издржиме тоа. Значи вие можете како мајски цвет, добро. А Естра Мара, не може? Да. Можеме. Можете и вие. Да. Не се работи за финанси, значи за опремување на градинката. Значи, поќе се работи за трошоците што во иднина би ги правеле, отколку за почетокот, за самиот старт на работата. Благодарам. Служба, хаусмајстори, знаете, ние со тој објект, значи, ќе добиеме единствено воспитувачи и негователи, евентуално, и цел технички персонал што треба да ги обслужува. Знаете, ние имаме хаусмајстори што треба хаусмајстор 1, што треба да оди во сите 9, евентуално 10 градинки. Имаме стручна служба, тројца, и тие треба да патуват секој ден, знаете, во секоја различна градинка треба да му се обезбеди нив превоз, така да ни се зголемват трошоците, да речем и малци, и работата ни станува посложена и покомплицирана. Ви благодарам. Повелете, колега, имавте прашање? Имав прашање дали овие сите аргументи се доставени до Советот на општина Битола, бидејќи во материјалите не видов ништо освен дека географската местоположба, анализата дека повеќе деца има мајски цвет што се од таа област, финансиската анализа, какви импликации има, ништо не добивме, само врз база на предпоставки и ние сега треба да верваме на збор дека е поисплатливо да му ги дајме на мајски цвет. Мислам, образложението кое е. Барем во материјалите јас не видов освен географската местоположба. Шо ако математички направиме дека поисплатливо е да останат на Естрела Вади Амара? Како ќе знаеме ние шо е поисплатливо? Така сега во овај дел да резимираме. Сакате до крајот на денот некоја информација во овај дел да се дополнат? Мислам дека на комисијава доста точки ги кажа колегите присутни. Ако мислите дека треба, точно наведете и до крајот на денот ќе пуштат некое образложение или свој вид, или ова што го објаснија, да пуштат на мејл до седница. Добро. Од ова заклучуваме дека директорките ќе направат едно заедничко образложение за ова што го кажа фактички на седницата, уште написмено да го добијат сите советници за издржаноста на префрлањето на градинката од Естрела Вади Амара во мајски цвет. Исто Уште една работа. финансиските импликации да бидат спомнати во однос на финансиските импликации, колку вкупно вработување ќе треба да се направат во двете, пошто се, како што кажа, готови се систематизациите, само ќе се сменат. Значи, колку вкупно ќе бидат предвидени, колку се? Согласно тоа што е веќе го имаат во систематизацијата што треба за таа градинка, истото ќе го напишат во ова известување и истото ќе го доставите до Советот на општина Битола. Други прашања дали имаме по оваа точка?
Констатирам дека немаме повеќе прашања по точката и преминуваме на точка 2 од дневниот ред. Годишен извештај за работа за 2024 година на Општинската јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крстем Мисирков Битола. Тука е директорката на Крстем Мисирков и молам во кратки црти дадете известување околу годишниот извештај за работа. Повелете. Добар ден на сите. Отворениот граѓански универзитет Крстем Мисирков постои од 1957 година со шифрана дејност друго образование, формално, неформално и информално образование. Во извештајот за работа наведено е дека Отворениот граѓански универзитет се финансира со сопствени средства, општинска јавна установа е, комплетно на самофинансирање. Имаме основно образование за возрастни, стручно образование, курсни форми и полагања за странски јазици и компјутерски програми за канцелариско работење. Најважно од целиот овој извештај, сите го имате на мейл, мислам, добиено, е што интересот на битолчани и околината е добар. Мислам, имаме интересентни кандидати за посета на курсните форми. Сите обуки се организираат надвор од работничкиот универзитет во соодветно опремени работилници, фризерски салони, козметички салони, стоваришта. За секоја обука се ангажира надворешно лице со соодветно работно искуство. Вкупен број на такви слушатели во 2024 година имавме 146, а за основно образование за возрастни имавме само 10 кандидати. Без разлика што сме 2025 година, 2024, се уште има лица што немаат завршено основно образование, меѓутоа главен проблем му е, бидејќи сите што се запишуваат за вонредно полагање основно образование за возрастни, финансирањето е лично. Тоа го работиме со одлука на Министерството за образование уште од 2001, кога сме исфрлени од буџетот на РМ. Сите заинтересирани кандидати кои не завршиле во редовното основно образование, основното образование можат да го продолжат во тогашните работнички универзитети со сопствени средства. Условите за работа се такви какви што се трудиме да се одржиме малку и да се подобриме, нешто ситен инвентар набавуваме во согласно со можностите. Зградата на вистина е во лоша состојба. Проблемот е што е заштитен објект, не можеме ништо да правиме. Во невремето имавме малку поплава од силниот ветер ги измести и ги однесе дел од герамидите. Некако саниравме. Почнуваме малку со мали чекори да се афирмираме во населението. Добро. Ако имате Ви прашања. благодариме. Материјалот го имаме, така. Така да, дали имаме прашања до директорката за по оваа точка? Повелете, колега. Јас сакам да ја прашам директорката, го прочитав извештајот, меѓутоа не видов финансиски дел. Има тоа врска да го метнувате финансискиот дел во годишниот извештај или тој настрана дополнително ќе стига или не стига воопшто до Совет? Финансиски дел воопшто не стига до Советот на општина Битола, бидејќи сите средства ни се самофинансирачки и согласно Законот за отворени граѓански универзитети и согласно нашиот статут немаме таква обврска. Единствено го поднесуваме годишниот извештај за работа и програмата за работа. Во ред, ви благодарам. Финансиски не. Ви благодарам. Други прашања? Повелете. Рековте, додуше и сите гледаме зградата во исклучително лоша состојба. Во собственост е на Министерството или на друг субјект? Без разлика физички или правно лице. Зградата предходно беше до 2012 во собственост на
владата на Република Македонија, даена на користење на Министерство за образование, па даена на користење на работничките универзитети. Согласно одлуката, Советот на општина, согласно Законот за отворени граѓански универзитети, што е донесен во 2011 година, требаше општините да ги превземат оснивачките права за работничките универзитети и согласно тоа објектите преминаа во собственост на општините. Со една напомена, во законот е наведено дека не смее да се менува дејноста на објектите и во сите на ниво на држава, сите работнички универзитети, објектите преминаа од државно ниво на општинско ниво со повторно користење, право на користење на работничките универзитети. Сте побарале од општина помош за зградата да се санира, да личи на вистина на нешто? Искрено, јас немам се уште побарано, бидејќи нема ни 9 месеци од како сум јас. Знам дека сте нови. Не сум побарала до сега. Ви благодарам. Ви благодарам. Други прашања? Констатирам дека нема други прашања по точката и преминуваме на гласање на точките од дневниот ред. Точка 1. Одлука за приклучување на објектите од областа на заштита на децата како составен дел на јавната општинска установа Детска градинка Мајски цвет Битола. Кој е за? 2 гласови за, воздржан 1. Точка 2. Годишен извештај за работа за 2024 година на Општинската јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола. Кој е за? 3 гласови за. Со тоа ги исцрпивме точките од дневниот ред и седницата е прогласуван за затворена. Ви благодарам.